Одлично, баш убаво, баш наистина прекрасно. Ја не знам како ви е на вам, како вие го чувствувате овој период или како да кажем овие неколку сати или неколку часови или неколку минути што сме заедно. Бидејќи за некој каже многу долго трае ова, 2 сата, кој може да издржи? Додека некој друг ти каже леле 2 минути, како 2 минути помина. Така да некогаш не знаеме како ги доживуваме нештата или како другиот до нас ги доживува нештата, но многу е важно да она што Коки не охрабруваше на самиот почеток, да ние знаеме дека Бог е со нас. Ние знаеме дека Исус е со нас. Значи мене тоа секогаш ми било јасно, мене од секогаш ми било разбирливо. Него јас секогаш сум се прашувал колку јас сакам да посветам време на тоа присуство или колку јас сакам да посветам време да го препознавам тоа присуство, да го прифатам тоа присуство и да се вклопам во тоа присуство. Значи тоа се многу битни работи. Бидејќи кога некој би бил надвор овдека, кога би имале некој новинар или кога само некој од нас би земал еден лист со некој бележник и кога би поминале сите ние, кога сите би излегле еден по еден, кога тој би не застанал и ќе не прашал како ти беше на тебе денеска. Верувајте дека најверојатно ќе има многу голем спектар на изјави, на мислења, на размислувања, дури и на доживувања. Значи, многу различно ќе ги доживееме нештата. Некој ќе каже, за мене славењето беше најдобро и после славењето јас се исклучив. Ништо не памтам што зборува, нешто кажува, ама ништо не памтам, само тоа ми остана во сеќавањето. Некој каже, не, ја после првата песна се исклучив и више ништо не знам. Не се сеќавам. Ако да бил некој дрогиран или пијан, каже, ништо не се сеќавам. После трето пиво више ништо не памтам. Ја имам ни другарчиња порано, сега збориме за старите времења, после пето пиво више не знаеш што прават. Можеш да ги тепаш, можеш да што сакаш можеш да им правиш, они ништо не се сеќаваат. Значи само се сеќаваат број 5 и после тоа црнило. Некој ќе каже, ја ништо не се сеќавам од славењето, али кога зборуваше Ребека, тоа го памтам. Нели, секој еден од нас ќе излезе и ќе даде различно мислење или пак има различно доживување на овие 20 минути, 50 минути, 2 сата. Дали го разбираме тој дел? Значи, многу е, и што е убавината? Убавината е што ти и јас сме одлучиле да покрај тоа наше лично искуство или покрај тоа што ние сите различно го доживуваме Господ, знаете што е убавината на црквата? Што ти и јас сме одлучиле да се собереме заедно. Моето искуство на тоа како јас ги гледам нештата може да биде обратно пропорционално од твоето. Значи скроз различно може да ги гледаме нештата. А сепак Светиот Дух не насочува, не наведува и не донесува на едно место што се нарекува црква со една цел, да можеме да го прославиме Него. Со сите наши различности, со сите наши потреби или пак она што ни е плюс што го имаме, она што го имаме над нашата потреба, сепак Светиот Дух наоѓа начин како да не донесе заедно. И тоа е чудесно, да ја не знам дали вие го разбирате тој дел. Значи црквата е чудесна појава на земјата. И ниту пред 1000 години ја разбрале целосно, ниту пред 1000 години ја разбрале целосно, ниту пак денеска луѓето ја разбираат. Некои луѓе го имаат и Светиот Дух, го имаат и Исус, го имаат и Царството, а сепак не ја разбираат црквата. Не ја разбираат функцијата на црквата. И викаат, ја можам сам. И најверојатно можат сами, најверојатно можат до некаде сами. Можат да издржат, можат да патуваат, можат да прават нешто и најверојатно Словото, и тоа со сигурност го знам, Словото само по себе дава енергија, дава живот. Значи ти ако читаш Словото, ако проповедаш, самото тоа ти дава инфузија. Самото тоа што ќе сведочиш на луѓе, ќе се молиш за нив, ќе има исцеление, ќе има знаци, ќе има чуда, ќе има пророштва, самото тоа по себе ти дава енергија, не те остава да бидеш празен, те исполнува. Нели, ќе отидеш некаде, ќе се исполнив. Му зборував на еден човек, се исполнив и тој и јас. И што направи? Отидов дома задоволен. Заспав задоволен.
Да, идеш например на сам по себе правиш нешто, евангелизации, стадиони полнеш и сето тоа те исполнува. Но едно нешто сум сигурен и знам дека Исус кога дојде на земјата и кога им зборуваше на учениците, две работи нагласуваше. Значи не нагласуваше само една работа, нагласуваше две работи. Што нагласуваше Исус? Најповеќе од се. Покрај сите работи што ги нагласуваше. Зборуваше за Божјото царство и зборуваше за црквата. Значи зборуваше за Божјото царство и зборуваше за црквата. Исус никогаш не ја остави црквата како нешто споредно или нешто како ако можете бидете дел од црквата. Ако ви се погодува, ако мора некако да идете у црква. Не, Исус никогаш не ја ставаше црквата на второ место. Никогаш. Зошто? Тоа што Исус дојде да ја воспостави црквата како најважното битие на земјата. Значи, немој да мислиш дека ти си најважното битие на земјата. Денеска ќе ти го растурам сонот идиличен твој. Да кажеш, ја највише ме сака мене Господ од сите луѓе. И викаш, и од тебе поише. Нели му викаш на комшијата, и од тебе. Исус само мене ме сака. Така малите деца зборуваат. А така и ние зборуваме многу пати. Али Исус не те сака само тебе. Видете, Исус, да, ја разбирам, сите ние го кажуваме тоа, и да бев само јас на земјата, Исус ќе доеше да умре за мене. И тоа е прекрасна, тоа е прекрасна идеологија, тоа е прекрасна фантазија, тоа е прекрасна, како да кажам, посакување. И можеби, ја би рекол, да, можеби така можело да се случи. Значи, не се случило така, ама еве да кажеме, ако така сакаш да веруваш, веруе така. Океј? Дека само за тебе Исус ќе дојде да умре. Малку страшно, нели? Исус имаше многу поголем план. Знаете кој луѓе го кажуваат това? Затоа ви го кажам. Кој човек ќе го каже тоа? Да бев само јас на земјата, Исус ќе доеше за мене. Ваквите луѓе се егоцентрични луѓе. Затоа што размислуваат само за себе. Секогаш кој ќе слушате таква изјава, не верувате на таквиот човек, затоа што тој човек не знае што зборува. Затоа што тој само мисли од себе си кон Бог и он Бог кон себе си. Дали го разбираме овој дел? Само сакам да ви ја скренам или како да кажам да го придвижам тој момент да не мислиш само за себе. Не, Бог има многу други луѓе за кои што тој дојде да умре на земјата. Така да немојте да мислите, ама Исус да бев само јас, ама не си само ти. И престани така да размислуваш. Не си само ти, не сум само јас. И тоа е само некое посакување. Ајде да ви кажам уште една работа, мене многу ме нервира. Ајде сега кажам што ме нервира, Николче се ќе каже, еве што го нервира сега Зоран. Он обично бара да види што ме нервира мене, еве сега знаеме што ме нервира мене. Али знаете, многу ме иритира кога луѓе читаат Библија или од словото кога читаат и кога ќе извадат некој дел, кога ќе извадат некои стихови и си чудиш од како им текна вакво нешто. Значи ја 30 години го мислам, ова не ми текнало вакво нешто, некој 100 години го мисли, тоа не му текнало, некој 1000 години поминало тој стих, или 2000 години поминали и не ми текнало никого, ама тебе ти текнало тоа да го измислиш ти. Сега ќе ви ја нарушам, ќе ви го нарушам овој стих, затоа што сакам да го видите од правилна гледна точка, не од емотивна гледна точка, не од, како да кажам, од себе бендисана точка или од самоконцентрирана или нарцисоидна точка. Ете. Исус доаѓа и ми кажува една сторија. Исус всушност им кажува многу стории во еден момент. Значи, одеднаш им кажува 5 параболи. Океј, им кажува параболи. Значи има една парабола, втора парабола, трета, четврта, пета. И сега некој од нас или некој проповедник ќе се најде да од таа една парабола да ја извади и да каже, ова е вистина. Ова е вака, 100%. Која е таа парабола? Параболата со изгубениот син. Значи Исус кажува 5 параболи. Значи не вика, слушајте, ќе ви кажам 4 параболи, ќе ви кажам 3 параболи, една лага и една вистина. Значи Исус не вика така. Исус не вика, ќе ви кажам 4 параболи и една вистина. Не вика. Него кажува 5 параболи, 5 споредби ги кажува, 5 или 6 во еден момент ги кажува, во еден здив ги кажува. И една од нив е параболата или приказната за изгубениот син. Значи оваа приказна не е вистина.
или не е вистината, не се случила. Не е нешто како што, например, се среќава Исус со Натаниел и почна да му пророкува, му дава збор на знаење. Те видов тебе под смоквата. И тој како, од кај знаеш ти? Те видов. Што му зборува Исус? Кој беше зборот на знаење? Му ги прочита мислите. Значи, Натаниел седи под смоквата и размислува. И размислува за тоа колку тој го љуби Бога. Или колку е тој искрен кон Бога. И колку он не сака да лаже. И Исус му вика, те видов под смоквата. Што го виде? Што виде Исус? Нема лага во неговото срце. Нема вистините човекот. Не лаже човек. Значи, тоа е вистинска сторија. Исус иде на кај градот и на дрвото стои Закарија. Закеус. Закеј. Погодив на крај. Едното беше на англиски, другото беше на шведски, се на македонски. Закеус е на шведски. Го гледа Закеј и му вели, Закеј, симни се од дрвото, сакам да вечерам кај тебе дома. Значи, тоа е вистинска приказна, тоа е нешто што се случило. Значи, тоа се вистински приказни, или вистинска сторија. Сторијата со изгубениот син не е вистинска случка. Тоа е парабола, која што Исус ја кажува. Всушност, таа случка е толку контрадикторна за секое уше што ја слушало во тој момент, што луѓето бегале од Исус и не можеле да го слушаат неговите зборови. Зошто? Затоа што Исус кажува нешто што не може да се случи. Едноставно немало можност такво нешто да се случи. И има многу детаљи зошто не можело тоа да се случи, зашто тоа не е прифатливо и културолошко и во моментот како луѓе не можеле никако да го прифатат тој момент. А камоли таткото да трча. Значи, во тоа време, тоа е исто, не знам како да ви опишам, значи, тоа е најкатастрофално однесување на еден маж. Ти не смееш да ги подигнеш, во тоа време имале како едни долги, како да ги кажам, како вреки, како сукни, и за да маж да ги подигне и да ги покаже своите колена, значи, они попрво би рекле, уби ме, отколку да го направам тоа. Значи, тоа не можело да се случи, тоа немало можност да се случи. Било недозволиво. Како што некој, например, од нас, ова е споредбата, значи, ова е, знам дека е, како да кажам, е огромна разлика, или подобро да кажам е брутална приказна, али тоа е истото како ти, например, да кажеш, Исус живее во мене, и доаѓа човек со пиштото и вика, ако не се одречеш од Исус, ја тебе ќе те убијам. И ти што ми кажеш, уби ме? Уби ме. А тоа што јас не можам да се одречам од Исус. Не се одречувам од Исус, не се откажувам од Него. Што каже Зоц? Најубавото нешто што не се случило во животот да го прифатиме Исус. И нема подобро од тоа. И сега ти сакаш да го даеш најдоброто што си го добил да го даеш, не го даваш. Ти кажеш не го давам. Значи на таков начин таа споредба е. Во тоа време маж нема да го направи тоа, нема. Подобро ќе каже убите ме, ја не го правам ова. Сакам да ви кажам дека некогаш некои истории или некои работи ги донесуваме толку силно ги прифаќаме што потоа ни пореметуваат. И денеска таа е супер приказна, таа е супер сторија, таа можеш да излечеш добра проповед, ама само имате во предвид како е кажана. Се враќаме назад. Исус немаше да дојде само за тебе да умре, затоа што Исус во своето срце имаше многу луѓе. Така да, затоа ви велам, некои изјави ги зборуваме, ги кажуваме, ама не значат ништо. Не прават никаква разлика. Него мораме да знаеме дека Исус не мисли само за тебе, него мисли на нешто што го нарекува црква. И тој всушност го положи својот живот не само за тебе, него го положи за сите луѓе што ќе ги нарече своја црква. Исус воскресна за да ги оправда луѓето кои што ќе ги вовлече или ќе ги стави, ќе ги воспостави, ќе ги востанови во едно нешто што се нарекува црква. Така да за тебе и за мене во овој момент најубавото нешто кое што може да ни се случува околу нас во нашите животи е присуството или подобро кажам реалноста која што јас и ти имаме, во која што влегуваме или подобро кажам се наоѓаме, а тоа е реалноста на црквата. За тебе и за мене најголемата заштита во овој момент не е само да кажеш ама јас сум заштитен од Светиот Дух. Тоа е точно кажано и тоа е добро што го веруваш, но Светиот Дух нема никогаш
да ја поремети улогата, и прво да кажам, нема да поремети состојбата на црквата само за те заштити тебе. Малку страшно, нели? А тоа што само човек кој што е самоцентричен или само егоцентричен може да размислува вака. Јас ќе правам што сакам, а црквата нека се снаоѓа. Дали го разбираме тој дел? И затоа Исус вика, не може така. Ти си повикан да бидеш дел од едно тело, да бидеш дел од една црква и само на таков начин ќе можеш најдобро и најуспешно да функционираш. И секое отстранување во мислите најпрво, во душата, во емоциите, во чувствата, во намерите или пак дури да кажем во делата, да кажеш ти, јас ќе земам одмор едно 5-6 години, нема да бидам дел од црква. Значи ти го нарушуваш системот кој што Исус дојде да го воспостави на земјата. И сега кажи ми, кого Исус ќе пази? Тебе ќе те пази или ќе ја пази својата црква? Затоа што вели мојата црква, портите на пеколот нема да може да направат ништо. Не можат. Значи Исус, ајде да кажеме ова вака, иако никогаш го немам кажано на ваков начин, Исус се гордее со својата црква. Или да кажам, кога Исус зборува, Исус ја гледа својата невеста пред него. Ти можеш да кажеш, ама Исус мене многу ме сака. Да, тоа е точно, но точно во контекстот на тоа што Исус гледа пред него. Дали те гледа тебе само, а другите ги остави, кажа, само тебе те сакам многу. И ти кажеш, а уште еднаш кажи ми. Многу те сакам тебе. Ај уште еднаш. И тоа ај уште еднаш, знаеш што ќе не направи? Ќе направи егоцентрични христијани. А тоа што цело време ќе сакаме да ни каже нешто на нас. Ај на мене кажи ми нешто. Аме сакам да му кажам нешто на Андре. Ај ако може остај го малку Андре, ај денеска на мене нешто кажи ми. Да, на кај мене опули се. Зашто само јас сум тука. А вика Исус, а овие другиве, добро, друг пат зборувајм на нив, денеска на мене. Дали разбираме опасноста што може да настане ако ти и јас само мислиме на себе си? Тоа е опасноста. Многу голема опасност. И многу христијани се наоѓаат во оваа опасност веќе. За жал. Затоа што само за себе мислат. Да, они се благословени, да, го имаат Светиот Дух, да, го имаат Царството во нив, да, ги имаат даровите, ја имаат благодата, ја имаат силата. И сето тоа е непобитен факт. Тоа е непобитно. Но прашањето е дали ти се наоѓаш самиот себе си, бивајки во тоа присуство, но одлучувајки да го искористиш, или да кажам, да се искористиш самиот себе си, ти да бидеш присутен во тоа присуство, па да таму ти да бидеш корисен за сите други околу тебе. Многу добра изјава. Многу е важно овој момент, видите, во овој момент не е важно, не е ни битно што кој мисли за тебе. Не е важно што јас мислам за тебе. Не е важно што јас мислам колку ти си духовен или недуховен. Не е толку битно што јас мислам дали ти си зрел или незрел. Не е ни толку битно дали ти си паметен или непаметен. Дали си, ја рекол, дали си здрав или нездрав, зборам ментално. Значи не е толку битно. Најбитната работа е што ти знаеш дека Исус живее во тебе. И Исус те оправдува. Значи тоа е многу битна работа. Тоа е најважниот факт. Оправдан, Исус живее во тебе. Океј, значи за тоа не го допирам тоа. Тој дел не го ни пипкам. Но надвор од тоа, или да кажам дополнително од тоа, или да кажам целта на твоето постоење како христијанин, како човек кој што е повикан да живее христолик живот, е да бидеш корисен на луѓето околу тебе. Ова никош нема да го заборавите. Значи, твојот живот, пак ќе кажам, не поставам никакво прашање дали ти си оправдан, дали си свет, дали си син, керка, дали си светец. Значи, тоа не го допирам воопшто, тоа го нагласувам и го потврдувам. Но прашањето што секогаш јас и ти треба си го поставуваме, дали сме корисни, дали го искористуваме тоа што е ставено во нас, па да им биде на корист на другите луѓе. Океј, значи тоа ќе биде прашање што секогаш Светиот Дух ќе ти го поставува на тебе. Не да те дотолчи, не да те обесхрабри, не да те
кондем, да не те осуди, него да те потикне, да те охрабри, да бидеш корисен со сите работи што ти ги ставил внатре во тебе, сега да ги искористиш со една цел. Не само да кажеш, ги користам ја даровите. Со која цел? Да се фалиш? Не. Ги користам за да можам да бидам корисен на луѓето околу мене. Амен. Значи, тоа е твојата и мојата улога во овој момент во црквата. Да бидеш на корист, или да кажам да бидеш корисен за секој еден кој што ќе дојде пред тебе, позади тебе, околу тебе, едноставно да бидеш личност која што нема да мисли само на себе си, него во тој даден момент ќе искористи се што има во тебе и ќе го даде. Многу често, како што кажа Ребека, ете, патувам низ повеќе земји, низ целиот свет, и сега само што се вратив од Америка, и првично бев поканет само на една конференција. Че тоа беше првичното нешто. Ме поканија уредно, како да кажам, со многу добри зборови, посебно место ми река, ќе ти чуваме посебно столче. Ајде бе, викам. Да, рече, посебен стол за тебе, и стварно, луѓето прв ред ме ставија и се почувствува многу вреден. Океј. Но, од кога размислав, се викам, некако само да отидам до таму да, како да кажам, да седам и само да, како да кажам, никад, ај отвори уста, Зоран, вака, и ти се, ај уште малку ти дајме, да се напиеш малку, и после со лажица, ај отвори се пак уста, и така едно 5-6 дена. И ја вака само, убаво, да, и само да ми дава, да пеат, они све спремиле, а ја така само да дојам како на готово. Нели, дојден сум на готово, не треба ништо да правам, и сега викам, некако не ми одговара мене тоа, не сум ја таква личност, не сум научен ја така да бидам. А уште еднаш. Не сум ја навикна такво нешто да правам, да мене цело време некој само да ми дава мене нешто, да ми служи, да се поклони. Не сум навикнат ја така. И си земав за слобода, да се јавам на неколку места и викам, слушајте луѓе, јас ќе бидам во Тексас тој период, дали сакате вие јас да дојдам до кај вас, па да ви послужам некако. Слушате во избор? Да можам да ви послужам некако. Значи, јас можев да одлучам, никакви ограничувања немав. Доаѓам на 5, се заминувам на 10. И едноставно со само дел од таа конференција и ништо друго. Но внатре нешто во мене ми зборува, не може така ти да размислуваш. Не си ти поставен само за да те рана тебе. Како вика тоа, како беше тоа, рани зетот, не знам како идете, сигурно има некоја песна таму, која го критикува зетот или не знам, снаата, дома седат и само ги ранат. Има ли? Има и таква, да. Па да, сигурно, таму ќе кажев, 5 дена, нели, ќе ме ранат, ќе ми кажат, ама ми фалеше малку еврокрем, нема. Нутела нема, нутела може имат, ама еврокрем македонски немаш. Ајвар, ќе кажем, се имам, ајвар немаше, и пак ќе се жалам. Како и да е. Нешто во мене ми зборуваше дека јас не треба само да бидам послужуван, него да го искористам, да бидам корисен во тоа што го имам, да можам да послужам. Ја верувам дека тоа не е само моја карактеристика, ја верувам дека тоа е твоја карактеристика. И да кажам, тоа е нешто внатре во тебе кое што ќе те води секогаш да правиш нешто повеќе од она што некој би го направил. Така да немој да се чудите ако внатре во вас чувствувате потреба да направите нешто што нема потреба да го направите, можеби нема да добиете ништо, а сепак сакате да го направите. Немој да се чудите, што тоа е ставот на Христос во вас. Зошто? Затоа што Исус не дојде на земјата да му служат, туку дојде да им служи. Исус не дојде на земјата да ги искористи луѓето за негова слава, туку дојде да им биде корисен на луѓето околу него. Истиот став, истиот дух живее во тебе. Ти не си роден во црквата, ти не си роден од небото да тебе ти служат. Него ти и јас сме родени, поставени и воведени во еден систем кој што вели ти не треба да очекуваш ништо друго освен тоа што си го добил. Сега тебе ти е делот да им служиш на другите околу тебе и да им бидеш на корист. Тоа е ставот на духот во тебе. Тоа е ставот на духот во тебе. И што повеќе се, не знам како да македонски да го кажам, се одупираш, не? Се спротиставуваш на тоа,
или по да кажам, го занемаруваш тоа, ќе ти биде потешко и потешко во животот. Затоа што духот во тебе, или по да кажам, Христовиот дух во тебе не бара да ти служат на тебе, него бара ти да им служиш на другите луѓе околу тебе. Така да тоа е ставот, или тој мора да биде ставот на твоето срце. Сега, многу ми се допадна и јас можеби во тој контекст и спомнав неколку стихови, бидејќи денеска размислував што да зборувам, Господи. Знаете, и патувам низ толку многу места и толку многу зборувам, што некој викам, Господи, дај малку да зачутам ја, да нека зборат другите малце. И денеска викам што да зборувам. И едноставно, покрај сите други работи кои што може да ги кажам, покрај сите други нешта што може да ги објаснам, покрај сите други откровенија што можам да ги понудам, Светиот Дух ми зборуваше за еден стих, за охрабрување. Вели, охрабри ги. Викам, Господи, па ние сме охрабрени над сите мери, мощности и мерки, ние ако не сме охрабрени, кој е охрабрен? Али Светиот Дух ми зборуваше и само тој стих ми стоеше цело време. Ја пробував нешто друго да мислам, пробував да го разубедам Светиот Дух, викам, Светиот Душе, а дај за нешто друго ја да размислувам. И тој, размислувај, тие врпки ми ги врати мислите на тој стих. Таков е Светиот Дух. Светиот Дух има смисол за хумор. Ти ќе му кажеш, а може да се ценкаме? Хајде бе, може, пробај. И ти ќе пробаш. И вака и тој пак ќе те врати пак на неговата волја. Затоа што тој е поселен на тебе. И подобро знае од тебе што ти треба на тебе. И на другите, уште подобро. Така да, денеска малку ќе ви спомнам за охрабрување. И ќе ви го објаснам зборот, што значи зборот охрабрување. И нема да филозофирам многу, затоа што сакам да ви остане стихот толку јасно, што кој ќе ве викнат вака да ве разбудат усред сон, да кажеш, ова значи охрабрување. Океј. Сега, ај само да ви кажам една сторија за тоа како Светиот Дух може да охрабри некого без ти да планираш. Значи, ова сега што ќе го зборувам, ќе читаме прва Солуњани, одиме во... Всушност има толку многу. И интересно е зашто Павле им зборува на Солуњаните и користи овој стих, зборот охрабрување, користи мислам неколку 12 пати. Може и повеќе, во прва Солуњани и во втора Солуњани. Ние само ќе допреме 2-3 стиха, нема многу. Најверојатно затоа што Солун е близко и многу макаси имаат луѓето, многу тешкоти, вика, мора да се охрабрите. А тоа што на други места не го користи толку многу. Го користи во сите посланија, али во Солуњаните многу. Прва Солуњани, 4 глава. И, добро, сега тука на македонски го превеле, утешувајте се, што не е лошо, не е лош превод, али всушност во грчкиот превод стои, или во грчкиот јазик стои, охрабрувајте се еден со друг. Сега, ај оди малку и понатам, одиме во 5 глава. Значи, 4 глава цело време ги охрабрува, 5 глава почнува, 5 глава 11 стих, и пак поика, затоа утешувајте се себе си, надгрувајте се еден со друг, токму така како што тој го правите. Ај одиме во другиот стих. После повторно вика, ве молам уште, браќа, поучувајте ги неуредните, повторно, охрабрувајте ги малодушните, истиот зборен. На грчкиот е тој што се користи во 4 глава 11 стих и во 5 глава 11 стих и во 5 глава 14 стих е истиот. И вели, охрабрувајте ги малодушните, помагајте им на немокните и бидете трпеливи со сите луѓе. Не, ова точно како шоферот на автобусот. Трпелив со луѓето. Тика не се брзеве, полека, ќе излезеш. Така да, ова е намерно, ова е со цел, ова е намерно охрабрување. Значи, Павле им зборува, вели, слушајте сега вие христијаните. Значи, што е да се случува околу вас, земете став. Всушност на едно друго место и нема да го читам тој стих, каде што вика охрабрувајте се еден со друг со зборови и не застанува таму. И вика и со дела. И некојаш јас се прашував што значи тоа да охрабруваш некого со дела? И Светиот Дух почна да ми зборува дарежливост. Дарежливоста е утеха или охрабрување на дело. Има и други начини, ама дарежливоста е првиот момент каде што правиш нешто што човекот го издига. Тој бил во макас и бил во тешкотија, не си знаел како ќе испадне тој и одеднаш Светиот Дух вика, праќа некој, вика дај му на тој човек или подари му тој, те охрабрува. Тоа е на дело. На една служба, ова е во Сан Антонио, Тексас,
каде што многу интересно, каде што се запознав повторно, не се запознав, него се сретнав повторно со еден брачен пар, некои од вас ги знаат, некои од вас не ги знаат, Руне и Берта. Колку мина од вас ги знаете? 1, 2, 3, 4, 5, 6 луѓе. Океј. Руне, само да знаете како факт, дека Руне и Берта се всушност луѓето кои што 91 година посегнуваат, или подобро да кажам, одлучуваат да испратат тимови во Македонија. Всушност, заради нивното дело на послушност и нивното дело на, како да кажам, на смелост и на храброст, доаѓаат на територија каде што не ја знаат, почнуваат да работат, заедно со нив доаѓа Томи, оваа црква се раѓа заради нив. Океј, значи ова не се само некои обични луѓе, него овие се луѓе кои што ги имаат, како да кажам, ставено своите раце и нозе и своите срца во оваа црква. Може би не ги познавате, може би нема ни да ги запознаете, може би еден ден тука на земјата, али само да знаете дека овие луѓе се посебни луѓе, посебно. Човекот е 80 години, кој ќе се насмее, мислиш дека има 43. Значи така и човеков секој ден го прокламира стихот дека ќе биде млад за секогаш. Секој ден. Човекот има 80 години, кој ќе се насмее, ќе ви исплаши. Мислите дека некој друг влегува во него и се смее. Значи не изгледа како она, синко ти не знаеш како 80 години проповеда, патува, охрабрува луѓе, ги собира, неверојатна состојба, неверојатен човек, 80 години. И не планира да се откаже, вика Зоран, ја му реков на Господ, ја до 103 години да проповедам, па после може да си одам. За разлика од некој наш менталитет, 53 години готов е човекот. Ајде, носи го таму некаде на страна. Како и да е. Убаво би било така да се охрабриме од таквите луѓе, окей? И сега што е интересно, видите што е интересно. Последен пат го сретнав Руне пред 10 години. Окей, пред 10 години. Јас све си мислев 2-3 години, ама тоа било 10 години. Некако бројките ми се измешале. И му пишав, ќе ви кажам цела приказна. Му пишав една порака на неговиот телефон. И ништо не ми одговори. И видите што си помислив. Ово е љут на мене. Така си помислив. Љут е на мене, бидејќи нешто се договаравме пред 10 години, ама не испадна, и се викам, викам човеков е љут на мене, 100%. Му пишувам имейл, чекам 1 ден, 2 дена, 3 дена, не ми одговара. Викам, овој стварно е љут. И скоро се откажав, значи скоро се откажав. Океј. Му пишувам на месенџер, нели на Facebook. Му пишувам, гледам дека е активен, нели знаете тие помладите, нели знаете вие што. И се пишува таму активен, ама не ја отвора поракава. Викам, овој сега не да ми е љут, ме игнорира. Значи ме игнорира, намерно ме игнорира. И скоро викам, не му пишам, не можам, значи не сум ја будала. Па сега 3 пати му пишувам на сите можни начини, па он ме игнорира. И дури па сега ја почнам да се љутам. Значи, а пред тоа не бев љут. Дури сега ја почнам да имам лоши емоции према него. Што да правам, а нешто внатре во мене ми вели немој да бидеш егоцентричен. Немој да мислиш само за себе си. Зашто јас си мислев само за себе си, нели, до пред тие 3 пати. Не ме сака, љут ми е, ме игнорира. Кого? Мене, јас. Не го игнорира Николче му е гале, си спие мирно, ништо не се секира. Ама Зоран, зашто вака човеков ми прави? И ја викам, мечка страв, мене не ми е страв. Му пишувам јавно на Facebook, дранг, да не може да промаши, да. И човеков ми одговара, Зоран, кога се сретнавме, знаете ли што ми кажа човекот? Рече, Зоран, ја мисля дека ти си ми љут нешто. И затоа ја 10 години не ти пишувам ништо. Ја мислев, љут е човеков, нешто се договаравме, не испадна, сега ми е љут човеков, неќе да ми се јави. И знаете, кога ги собравме овие зборови, кога ги собравме мисливе, и каже Руне, тоа е ѓаволот. Рече, тој цело време ни правил такви узурпации, тој ни правил обструкции. Зашто? Затоа што најверојатно двајцата сме мислеле за себе си. Љут ми е, не ме сака, навреден е, ја у исто време, љут ми е, не ме сака, навреден, и ѓаволот вика, ќе ги држам на страна 10 години да не збор да не си кажат.
се додека не преовладее Светиот Дух и каже, не е за тебе работава. Не станува збор за тебе. Него пресрами се, престраши се, или што и да е, пиши му таму на сите. Сите да го видат и сите да знаат. Или он да го види, тоа не може да... И знаете, какво прекрасно време имавме во Сан Антонио. Какви прекрасни сведоштва, какви прекрасни охрабрувања, какви големи пророчки зборови беа кажани кои што ги ослободија луѓето. Не ведам дека тоа беше само затоа што јас дојдов, но најверојатно тие луѓе ќе чекаа да видат некој да им го зборува тоа, но ете се погоди тој момент. Маж и жена седат. Барем така изгледаат маж и жена. Човекот со бркови, значи некој си 60 на години, спастрен, така ли е македонски, спастрен, значи дотеран, и си кажеш, овој е роден у црква. Нели кој ќе видите некој човек како седи, викаш, овој е израснат од црква. Значи не знае ништо друго. Значи имате луѓе кои што се дифтари или малку се подиви. И тие кои ќе ги видите како седат и знаеш, овој сигурно е спасен сега брзо. Или му се гледа, тоа на чело му пишува, таков е, немирен, нели, не знае да седи, не знае да слуша, не знае да гледа, се врти на сите страни, натаму да тие му викаат слушај таму, тој се врти на друга страна. Господ ги сака и таквите, што да правиме. Али знаеш дека тој човек не е израснат од црква. Овој човек го гледам смирен, ќути, слуша, дури се смее и викам овој е сигурно роден од црква. Значи е израснат од црква. И ја внатре во мене слушам. И му викам ти си многу добар човек. Значи ти си викам најдобар од сите. Какво добро срце имаш ти? Какви добри зборови излегуваат од твојата уста? Какви добри манири имаш ти околу тебе? Абе му зборувам, си викам ако може некој мене да ми го каже ова, нели, му зборуваш. И супер, ништо никој не реагира, сите ќутат, аплауз даваат. После тоа, после некој си пола сат, жената негова, независно од него, нели доаѓа редица, има ја им пророкувам, нешто им зборувам. И бам. Како некој што кажа, абе шо прави тој Зоран таму ви бае нешто. Како тија. И појма немаат ни што е Свети Дух, ни што не е Свети Дух. И како и да е. И женава доаѓа и видите што изборувам на нејзе. Велам вака, го слушам Духот, ми го зборува следново за тебе. Многу неубави работи ти се случили у животот. Слушам многу зборови кои што идат против тебе, од сите страни против тебе, те омаловажуваат, ти зборуваат колку си ти никаква. Али викам, го гледам Светиот Дух како става мембрана, како те заштитува. И сега викам, тие лоши зборови, тие лоши нешта, викам, се оттргнати од тебе. Сега викам е супер. Али викам, Светиот Дух ми го кажува ова како сведоштво дека те заштитувал цело време, дека ти си сега, дека сега си окей, или па да кажам сега се е окей, и дека сега прекрасно. И да почнува да плаче, нели? Кога луѓе почнуваат да плачат, знаете дека точно е тоа пророчкото. И плаче целата, и се што се случува. Завршува службата и доаѓа Берта. Берта е жената на Руне. И вели, Зоран, некако интересно, приметувам со твоиве пророштва, на некои луѓе ги погоди у чело, данг, значи нема промашување, значи им погоди као не знам што. Али на некои други луѓе ме збуни. Викам, зашто те збуни? Викам, да те одзбунам. Кажи ми што те збуни. Рече, ти текнува ли тој човекот со бркоите? Викам, тој добриот. Тој рече. Рече, тој пред 6 месеци. Тој беше најлошиот човек што некој може да го сретне. Значи, рече, тој полоши работи од него не можеше да излезат. Значи, правеше ршум. Рече, тој 50 години на жена му секој ден ја пцуел, ја не знам што све не правил, изборувал лоши работи, изборувал неверојатно, значи постојано ја влечел надоле. Лош збор над лош збор. Лош збор до лош збор. И вели, и што све не правеше. Али, рече, пред 6 месеци, вика, се спаси. Господ го спаси. И вели, за да ти дојдеш од никаде и да ти појма немаш кој е човеко и да му го кажеш тоа дека тој е добар човек, рече, сите не збуни нас. Вели, но знаеш што е интересно? Што сега всушност разбирам
Видите, ова се неговите зборови. Сега всушност разбирам како Светиот Дух гледа на нас. Да, ти до вчера можеби си ги правил најлошите работи во твојот живот. На моментот, кога спасението ќе влезе во тебе, веднаш се бришат сите записи за твоето минато. Веднаш све се брише, или подобро кажам, веднаш се става во заборав за тебе. И одеднаш Светиот Дух вика, тој е најдобриот човек овдека у цела просторија. Тој го има најдоброто срце. Тој има најдобрите намери. Се интересно, некој ќе каже, а добро бе Зоран, па сега Господ нели вели за тој човек, добар е. А за женава, што патела, што е било тешко, се сеќавате што беше прошлото за нејзе? Многу лоши зборови против тебе, но Светиот Дух ги те заштитувал цело време и ги трга на страна. Видите, Светиот Дух точно знае кој што е каков. Светиот Дух го знае твоето минато. Да, тој не го воскреснува, не го потикнува, не го објаснува, не го зборува, не го подига на ниво на вистина, затоа што нема потреба, но точно знае што се случувало во твојот живот. И за него го заборава, но за оваа жена и вели, да, јас се сеќавам, јас точно знам што све се случуваше со тебе. Точно знам. Така да Светиот Дух е многу, има подобра стратегија и подобар начин како да ни зборува кога што ние мислиме. Многу подобар начин. И затоа да се запознае Светиот Дух е да се има најдобрата стратегија на делување во овој живот. Запознавајте го Светиот Дух и тој ќе ви каже точно на кого што да му кажете, а на кого што да не му кажете. Тоа е убавината на Светиот Дух. И овие луѓе беа навистина охрабрени, подигнати и им беше послужено. И на некој начин бев корисен за нив. Затоа што одеднаш пред целата црква стана реално како Бог ги гледа луѓето, како Он се однесува со луѓето. Затоа што Светиот Дух не беше заинтересиран само за тој човек, тој бркото. Беше заинтересиран и за жената негова. Беше заинтересиран и за другите членови на таа црква. Дали го разбираме овој дел? Иако му зборуваше на еден човек, на двајца, секогаш целта беше да донесе вистинска слика во црквата. Така да, многу е важно да сега кога знаеме што све имаме во нас, да можеме да бидеме корисни, или подобро кажам, да ги охрабруваме другите луѓе околу нас. Ај само на кратко ова ќе го кажеме, да не ве замарам премногу, чекај само да видиме времето. Океј, треба да завршиме. Може да поставиме едно прашање. Некои од вас може би го знаат тоа, може би не го знаат, али денес ќе го решиме тоа прашање. Дали знаете како Исус го нарекуваше Светиот Дух? Кога зборуваше за Светиот Дух, кога рече и кога ќе дојде Духот на вистината, тој ќе ве потсети на се што ја проповедав и ќе земе од моето и ќе ви даде на вас. Не, збориме на грчки. Дали некој како? Океј. Кога Исус го користи, кога го објаснува името на Светиот Дух, или пак подобро кажам, личноста на Светиот Дух, го користи зборот параклетос. Океј, параклетос. Сега, што е интересно? Кога учениците, Павле, Петар, Јован и другите, кога пишуваат за Светиот Дух, они користат еден техничко име за Светиот Дух. Техничкото име е агиос, што значи свето или свет, и го користи зборот пнеума или пнеумос, што значи воздух, здив или дух. Агиос, пнеумос. Значи тоа е техничкиот израз за Светиот Дух. Додека Исус бидејќи го познава внатре од себе си, го ословува со неговата вистинска природа. Учениците го му објаснуваа функцијата, или да кажам состојбата, или да кажам како они го гледаат духот кој што е свет или Светиот Дух, а Исус вика не, ќе ви го представам, тоа е параклетос. И затоа што вика, тој и јас сме едно, исти дух, од иста природа потекнуваме. Сега, ај само да ви го објаснам зборот параклетос. Параклетос се состои од два збора на грчки. Парабери киселец, како беше написано, значи пара и клетос. Значи тоа се два збора.
Пара, отаму доаѓа дури нашиот и англискиот израз паралелно со. Значи, ти седиш паралелно со некого, така, паралелно до мене. Океј? Значи, пара, отаму ни потекнува зборот паралелно. Додека зборот клетос значи да држиш некого, да поддржуваш некого, да подигаш некого, значи да заштитуваш некого, значи да охрабруваш некого и значи да утешуваш некого. Всушност е израз кој што се користи во судница. Каде што вели, има еден што постојано стои до тебе и се застапува и е твојот адвокат. Бранител. Ете, тоа е суштината, тоа е срцевината на Светиот Дух. Така да тоа е пара, клетос. Сега, видите што се случува сега. Видите што е опасниот дел и што е страшниот дел. Или по да кажам најубавиот дел. Ајде само врати се назад во Прва Солуњани 4 и 5 глава, само еден стих. Видите. Ве молам уште браќа, поучувајте ги неуредните, охрабрувајте ги малодушните. Ја не знам што во твоите очи и во твоите уши е некој малодушен. Не знам. Кај мене може да има голема варијација на луѓе, нели? Или кај тебе, уште полошо. Значи, ти кажеш, од сите овие, сите се тие малодушни. Не знам што ти значи тебе малодушен. В други преводи одека зборуваат за тие, како да кажам, што не се однесуваат пристојно. Ете, тој збор да го потребиме. Не знам што за тебе е пристојно, што е непристојно, не знам. Може да имаш голема варијација, може да имаш голем избор на кого би го ставил во таа слика. Ти кажеш, овие се малодушни. Или пак овие се непристојни, или овие не знаат да се однесуваат. Океј? Павле, знаете што, кој збор го користи овдека? Го користи истиот израз, го користи истиот збор, што го означува Светиот Дух. И овдека вели пара, клетио. Бидете исто, еден со друг, како што Светиот Дух ја има улогата во вашите животи. Истиот збор, значи не постои друг збор што се користи, него Павле вика, охрабрувајте се еден со друг, со други зборови, бидете паралелно еден со друг. И што и да правите, или што и да прави тој до вас, држете го, чувајте го, пазете го, охрабрувајте го, утешувајте го, штитете го и секогаш зборувајте добро за него. Така да се надевам дека од денеска зборот ајде да се охрабриме еден со друг, ќе има многу поголемо значење во твојот и во мојот речник, во твојот и во мојот живот, во твоето и во моето срце, како ние разбираме што треба да правиме еден со друг. Се надевам дека ако некој те разбуди, дали е тоа Светиот Дух, дали е тоа некој ѓавол, да кажеш параклетос. Знам што значи, некој кој што е до мене цело време. Затоа што и сега таа истата улога, слушнете, ова е најстрашниот дел, истата улога која што Светиот Дух ја има за секој еден друг, ти е дадена на тебе. Да ти бидеш сега охрабрувачот на секој еден што е поставен на тебе. Па сега да видиме кој ќе каже лоши зборови. Сега да видиме кој ќе се осмели да кажува нешто лошо за другиот христијанин. Знаете, кој ќе го знаете ова, многу е тешко да се размислува негативно. Или прво да кажам, многу е тешко да се зборува лошо за некој друг христијанин. Зошто? Бидејќи Светиот Дух вика, не. Ти не си од таков дух. Ти си од друг дух направен. Сеќавате што сака да направат учениците? Огин да викнат да ги изгори. Мислам, не нив, него да ги изгори тие другите, како да кажем, самарјаните. Викаат, Исусе, леле, видиме против тебе. Па дај да викнеме огин. Исус се вика, вие не знаете од каков дух сте направени. Они не знаеа каков дух има во нив. Они се уште беа само во нивната култура, осветници, одмазници. Да се одмаздуваат, одма да се тепаат нешто. Одма нешто да се израчунаат со некој. Што бе, ајде ги се тепаме. Исус вика, не знаете каков дух сте. И само уште еден стих, само за на крај да го запечатиме се во ова. Вака, да му ставиме еден печат. Ден.
Иако можам многу стори да ви кажам, и стварно беше прекрасно. Ајде само да ви кажам ова. На конференцијата кај што бев имаше 55 пророци од целиот свет. Сега замислете какво присуство имаше таму. Идеш таму и мислиш дека немаш ништо на тебе. Одиш и мислиш све те читаат. Све знаат за тебе. Не, да. Нема што да криеш ти таму. Еден ако те промоши, другиот ќе те погоди. Значи, беше навистина прекрасно. Значи, пророци, апостоли, силно присуство. Знаете, кога ќе се сретнете со луѓе кои што го живеат тој начин на живот, кои што живеат, не дека се пророци, него одлучиле да живеат, решиле да живеат така. Не е само тоа заради дарот, не е заради дарот. Одлуката во нивните срца да бидат корисни. Кој ќе слушнете луѓе како менуваат нации, како пророкуваат на председатели, како воспоставуваат председатели, како менуваат судбини на цели држави, како тоа се неверојатни зборови. Ги слушаш и си кажеш, ова е мојот Бог. И овие се луѓе кои што решиле, одлучиле да бидат послушни. Неверојатно. А тие луѓе и ние иста вредност. Иста вредност имаме, немаме нека поразлична вредност, не дека тие се подобри нешто од нас, или од тебе, или од мене, истите луѓе се. Само што одлучиле внатре да го прават тоа. Еден мој многу добар пријател, нема да кажам кој, многу ме изнасмеа вчера. И зборувавме за тоа, нели, како често се однесуваме од црквата, викаме, ако некој нешто му викни го Зоран, он нека се моли за него, или викни го Петко, тој нека се моли за него. Тој знаеш што ми рекол на луѓето? Вика, доаѓаат ми прашуваат, ајде да идеме таму да се молиш за некој друг. И ја рекол, ти што, будиста си? Ако си будиста, ќе отидам, ама ако не си будиста, тогаш иди ти моли се. Го разбираме тој дел? Значи, постои разлика, да, постојат, стварно, навистина постојат дарови, постојат служби, тоа не го занемаруваме, али не мисли за себе си пониско. Немој да мислиш, ама ја не можам. Можеш, Духот во тебе, Христос во тебе, Царството во тебе. Ако има некој болен, оди ти моли се за него. Ако има некој, ја ќе ти пророкувам. Ако има некој, ја ќе те утешам. Ако има некој, ја ќе те охрабрам. Не мора да викаш, тој нека дојде. Значи, ја и ти не сме будисти, окей? Окей, Ефесјани 4:29. Само тој стих ќе го спомнеме и ќе се ослободиме во силата на тој стих и ќе живееме во таа реалност. 4:29 вели вака. Вели, но никаков лош збор да не излегува од вашата уста. Всушност, тука, ако одиме во грчкиот, е многу чудесно, зборува за не за јаболка, него за фрутс, за овошја. И вели, никакво, всушност, објаснува скапано јаболко или скапано овошје. И вели, расипано. И вели, никаков расипан збор, никаков црвлав збор да не излегува од вашата уста, туку само зборови. Какви зборови? Кои што ќе охрабрат и ќе го изградат човека. Само такви зборови. Зошто? Затоа што покрај тие зборови излегува уште нешто кој што твоите слушатели го примаат. И не може од еден извор, од едно место да има две различни води. Не може. Мора да биде истата течност или истата субстанца. И затоа вели, за да можете да им дадете благодат на вашите слушатели. Да можете да им дадете благодат. Затоа што Духот е дух на благодат. Светиот Дух е духот на благодата. И затоа кога излегуваат зборови, од тие лошите ги тргаш на страна или воопшто ги занемеруваш и викаш само зборови за охрабрување, само зборови за изградување и само благодат да излегува од мојата уста. Вау! Ајде ќе станеме сите заедно. Не е за тебе. Уствари за тебе ти одговара црвено, видиш? Ајде ќе се молиме, или по да кажем, ќе побараме од Светиот Дух да го запечати оваа реалност денес. Ке верам дека ви донесов една реалност, или ја донесовме, или ја вкусивме таа реалност на тоа што значи да бидеш охрабрувач. Така да не го заборавате, не мора да знаете грчки, али само памтете, пара, паралелно, клетос. Некој што те држи, те чува, те пази, те заштитува, те охрабрува, те утешува и се застапува за тебе. Ти и јас сме повикани на таков живот. Сакале некеле. Сакал некел, тоа е. Затоа си повикан. Се друго над тоа е само некаква си само себичност или нешто јас да ви покажам. Не. Ти си повикан да ги охрабруваш другите луѓе во црквата, ти си охрабруван да ги повикуваш луѓето да се спасуваат, ти си охрабруван да ја градиш црквата што Исус ја започна пред 2000 години.
и да го манифестираш Божјото царство. Господи Исусе, ние единствено што може да кажеме дека Ти си најдоброто нешто што некогаш можеше да ни се случи. Тоа што Тебе те запознавме, тоа што Ти нас не воведе во Твоето царство, Господи Исусе, ние никогаш и со ништо нема да можеме да Ти го платиме. И над тоа, Исусе, Ти ни велиш, ви давам и злато, ви давам и сребро, ви давам и дарови, ви давам и благодат, ви давам и љубов, ви давам и надеж, ви давам и вера, ви давам се што ви е потребно за живот и за побожност. И Господи Исусе, наистина Ти благодариме што не повика да живееме ваков начин на живот. Живот кој што Светиот Дух би го живеел на земјата. Како што Светиот Дух го живее на земјата. Да биде параклетос. Да биде некој кој што постојано и паралелно до нас, постојано не охрабрува, не утешува, не подига, не заштитува, се застапува за нас. Јас Ти благодарам за ово откровение, Ти благодарам за овој збор. Јас се молам и заповедам да овој збор да биде толку втиснат во меморијата на нашите мисли, на нашиот ум, да што и да мислиме, да што и да искажеме, да што и да направиме, да биде како да би било Светиот Дух, да биде како да луѓето кажат Ти си како параклетосот, ти си како Светиот Дух за мене, Ти си тој утешителот, Ти си тој кој што ме подигаш, Ти си тој кој што ме охрабруваш. Јас Ти благодарам, Свети Душе, што Ти си тој кој што го држиш тој печат. И сега запечати го тој збор во нашите срца, во нашите умови, да како црква растеме во тоа охрабрување, да како црква растеме во таа утеха и како црква да растеме, да кој да погледне на нас, да каже ова е делото на Христос, ова е црквата во Македонија, овие се тие кои што се повикани да бидат параклетоси на земјата. И затоа Ти благодарам што не ослободуваш во таа слобода, што си ни дал и авторитет да се молиме за луѓе кои што им треба исцелени и да бидат здрави, да им пророкуваме на луѓе на кои што им треба збор на пророштво, да газиме врз отровни работи, да ништо не ни биде, и да имаме авторитет на се што се подига против Христос. И затоа Ти благодарам што ние сме твоите соработници, сонаследници и носители на Твоето име, Господи Исусе. И фала Ти, во името на Исус Ти благодарам, Татко Небесен. Те сакаме, те љубиме, те гушкаме, како што Ти нас не гушкаш, Ти едноставно се предаваме постојано во Твоите раци, во Твоето водство на Твојот Свети Дух. Амин, амин. Вау!